Почитувани, уште едно добар ден од мене, меѓутоа од соседното студио на телевизија 24, од каде што ја реализираме емисијата Аргумента Плюс, како што најави во Дневникот. Наш денешен гостин е универзитетскиот професор Оливер Андонов. Професоре, благодарам што ја прифативте поканата директно од Криволак во студиото на ТВ24. Благодарам што направивте напор на овие екстремно високи температури. Добар ден, благодарам на поканата. Во буквална смисла не е директно, има време да малку се одморам, така. се подготвам за емисијата ви. Благодарам во секој случај на поканата. Еве една интересна информација. Што се случуваше на Криволак? Знаеме дека претходниот период имаше меѓународна една вежба на која што учествува сите членки, мислам представници од членките на НАТО. Денеска што имаше конкретно на Криволак, не е денеска пријатно баш да се биде во Криволак, бидејќи конфигурацијата на земјиштето е таква, без во војничкиот живот земјиштето и временските услови, времето како време и времето како метеоролошки услови играат исклучително значение. И секогаш војниците, тука се подразбират и офицерите и подофицерите секако, мора да бидат подготвени да делуваат во секое време и на секое земјиште. И тоа е една од основните работи кои се учи во Војната академија. Иако јас не зборувам сега во името на Војната академија, мора да напоменам, но еве за јавноста една интересна, убава информација. Денеска заврши со завршната вежба редовниот годишен летен кампус на Војната академија, кој се организира веќе долги години наназад, како традиција, на кој учествуваат и покрај македонските питомци од Војната академија, генерал Михаил Апостолски, учествуваат и многу представници од скоро сите војни академии на НАТО, така што имаме многу интересна активност која покрај вежбата содржеше и културни активности, и наставно-научни предавања, академски дел. Благодарност до колегите кои сето тоа го спроведоа во изминатите 20 на дена на Криволак, кои дадоа голем напор да бидат таму. Тоа се сепак мои колеги од Војната академија, професори, асистенти кои се офицери и кои редовно си ја извршуваат таа работа, но благодарност и до питомците наши и до гостите од сите земји членки на НАТО кои учествуваа во вежбата. Денеска имавме да видиме можност, една интересна вежба изведоа и она што е многу значајно е секако дека имаат можност да едни со други се запознаат како идни офицери на земјите членки на НАТО, идни соработници во рамки на Алијансата, и еве на една ваква вежба да прв пат учествуваат заедно и да се координираат во активностите. Секако Криволак им остане, зошто ми беше и за Криволак да го споменеме, бидејќи вчера во гостување на исто така универзитетски професор, меѓутоа во пензија, господинот Трајан Гоцевски, кој што своевремено беше и министер за одбрана, баш кажа еден податок кој досега не бил баш и не се толку јавно експонирал во јавноста, дека Криволак на американците им бил понуден уште во мај некаде месец 1992 година. Тој податок го кажа, кој што не бил вака многу експониран, пак ќе речем повторно во јавноста. Така, сега го користат и сите членки на НАТО. За почитуваниот професор Гоцевски, декан на факултетот, беше филозофски, некогаш мене ми има предавано секако. Имаме и соработувано и наш прв министер за одбрана, се сеќаваме барем ние повозрасните на тој момент. Јас не знам за тој податок, јас прв пат слушам за тоа, дека уште во мај месец 92 им бил понуден, може би малку рано, ние веќе во април месец тоа прва се формираше 92 година армијата на Република Македонија. Точно, ова било месец после тоа, мај или првите кои дојдоа во армијата на Република Македонија и учествував со некои од колегите во преземањето на касарната Христијан Тодоровски Карпош во Куманово, така да од тогашната југословенска армија, и тоа беше некаде почетокот на април месец. Значи ова било веднаш после тоа тогашниот председател. Дали беше објаснето, јас не сум ја гледал емисијата, така што не знам дали било објаснето зошто не прифатиле американците, инаку Криволак
како интересен полигон за и тоа е еден од поголемите полигони со огромни перформанси, нели, како што кажуваат луѓето што знаат, мислам што се разбираат. Видете, се работи за уредено земјиште за изведување на војни вежби со можност за изведување на вежби на повеќе родови војска, дури и видови војска, значи може и воздухоплови да действуваат и така. Зошто не било прифатено како можна база, а ги има условите да со некое доуредување и така се уреди. Тоа е многу интересно прашање за разгледување, иако јас лично сметам дека Македонија од свој аспект во овој миг треба тоа да го реафирмира како предлог до европскиот дел од НАТО. Значи не само на Соединетите Американски држави, сега треба да се оди кон варијантата на европскиот дел од НАТО. Имаше една информација дека и на Унгарија е овозможено, нели, да врши вежбовни активности. Знаете како ние овозможуваме на многу наши партнери од НАТО да вршат вежбовни активности. Тие доаѓаат, посебно се работи за артилериски гаѓања, бидејќи полигонот добар, има таму дел кај што се нормално поседнуваат огнените позиции и може да се действува на поголеми оддалечености, значи со артилериски орудија, така што може покрај вежбовни артилериски гаѓања може да се вршат и опитни гаѓања. Има делови каде што може опитни гаѓања како од артилериски орудија, така и од тенкови и од оклопни транспортери за нови видови на вооружување да се вршат. И е добар полигонот, тоа го кажав веќе. И покрај тоа што кажавте вие дека на Унгарија има возможуваме, но таа информација помина како информација. Овозможуваме ние на многу земји членки на НАТО кои немаат своји можности и полигони да дојдат да изведат такви вежбовни активности на криволка. Така. Вас имавме во дневникот во неделата, кога нели се случи оној напад на Соединетите Американски држави на иранските нуклеарни постројки. Благодарам за тоа вклучување тогаш и рековме дека ќе ги дообразложиме тие теми во деновите што доаѓаат и еве сте повторно тука заради тоа. Но рековте денеска дека сте били на научно-наставниот совет на Војната академија, иако рековте нема да зборувате во име на Војната академија, но еве што е она што сакате да го споделите со јавноста? Јас тоа го кажав многу јасно и на наставно-научниот совет и јас пред самиот почеток на наставно-научниот совет го кажав, она што посебно ме загрижува во рамки на настапите на академската јавност е изгубеното чувство за вредноста на академската јавност во Македонија и улогата на академската јавност која треба да биде коректор на политичките желби на било која власт. Во една прилика јавно му порачав и на министерот за одбрана дека не може да се однесува по принципот како првиот, така вториот, па по искуството од претходната власт, кога доаѓа луѓе на Војна академија по налог наврат на нос, така се извинувам за терминот кој го употребив, на брзина, значи, доаѓа, па со разни модели се прима на Војната академија, односно станува професори во наставно-научни звања, да се продолжи по истиот терктип. За наша жал, ние имаме непријатна состојба конкретно на Војната академија. Колегата, еден од колегите се наоѓа во притвор. Тоа е страшна работа за нас како академија, како високообразовна научна установа. Тоа не би смеело да ни се дозволи таква работа да ни се случи. За кој станува збор? Мислам, за колегата, да, за колегата Нацев станува збор, тоа целата јавност го знае, господја Трпчевска. И ние денеска имаме состојба во која денеска на наставно-научен совет треба да се расправаше за прием на Војната академија на Петар Богоевски. Значи, едно е да министерот си дозволи да некого префрли на работа на Војната академија. За председателот на Македонски концепт станува збор, кој што, нели, денови ве повторно сме но кога ние имаме состојба... Дека е разрешен од функцијата директор или ќе биде разрешен од Еразмус Плюс националната програма. Ние не добивме информација дека е разрешен, ние добивме само таква информација од медиумите дека Брисел побара од владата да биде разрешен. Од кои причини, не знам. Тоа е едниот сегмент за кој треба да се гледа, вториот сегмент е пред се етичкиот аспект. Зошто сметате дека не треба да биде Богоевски? Значи, вака сега. Номиниран? Да не биде сватено ова на лична основа, ова пред се има академска основа, значи.
немам јас однос кон личноста за која зборуваме. Значи тоа не се работи за однос кон личноста. И за личност која не е тука во моментот не е пријатно да се зборува. Немам однос, сакам да ви кажам никакви емоции ниту однос, немам така едноставно кога кон некој немате емоции ни позитивни ни негативни, ништо не значи тоа, нели? Тоа е полошата состојба отколку да имате емоции на гнев или на омраза. Немам никаков однос кон него, но ја гледам академската јавност во изборите во наставно-научни звања. Не може човек кој на социјалните мрежи шири говор на омраза, ксенофобија, вулгарност, кој така, затоа беше обвинети од невладиниот кој се расправа со медиумите, скоро пред некој ден имавме некоја реакција од некој медиум исто повторно за негови реакции. Човек кој добро, не е тука да не шириме многу, ама не знаете како, еве ајде не се работи за еве јас затоа реков нема да зборувам за личност. Ќе зборувам воопшто. Не може во академската јавност, во една војна академија членка на НАТО да имате човек кој е проруски расположен и кој брани ставови дека е во ред Крим да биде окупиран од Русија и другите територии кои се окупирани од Русија во Украина. Тоа е страшна работа. Јас поставувам етичко прашање. Тој човек треба утре да држи настава на идните офицери македонски во НАТО. А каде он тоа го кажува? Има тоа на Facebook кај него. На социјалните мрежи. Да, на Facebook јавно го објавува тоа. И сега јас треба да очекувам, јас себе си се земам, не треба да зборувам во име на општеството. Што да очекувам? На питомците на кои јас им држам предмет полемологија, наука за војната и каде што им објаснам и што е хибридна војна, и што е прокси војна, и што се случува воопшто во теоријата на војната и во практиката на војната и војувањето, да очекувам дека некој мој колега на Војната академија ќе треба на настава да им зборува како тоа што професорот Андонов им го зборува не е така, бидејќи тој застапува проруски. Добро, може би он Фејсбукот го смета за понеформален простор каде што може нели слободно да се изрази. Господја Трпчевска, не се согласувам со вашата констатација од едноставна причина. Јас сум универзитетски професор и сега, и кога сум на работното место на наставата и на испитите, и кога сум на улица. Јас сум јавна личност. Кога сме се одлучиле да бидеме универзитетски професори, дел од академската јавност, јас сум јавна личност која мора да води сметка за своето однесување. И јас имам многу несогласувања со мојата политичка партија, односно со раководството на мојата политичка партија, не идеолошки со определбата на мојата политичка партија ВМРО-ДПМН, но јас тоа јавно го искажувам и мене не ми се случило јас нечија жена да споменувам во негативен контекст, да вулгарно да се однесувам со безобразни изрази кон некого, кон било кого. Добро, сметате дека номинацијата на што се случило денеска на наставно-научниот совет? Не знам, јас заминав, не ме интересира што сакаат нека направат. Требало некој наставно-научно звање да му се додели? Да, секако да биде доцент, избор во наставно-научно звање доцент. Дека ќе дојде на Војната академија или не мора да значи? Па не, тоа значи дека тоа е веќе на Војната академија. Тоа е веќе на Војната академија со прераспоредување од министерот, затоа јас јавно го прозвав министерот. Значи тоа решавање на политички нати го дај ми го состојби, нема проблем, решавајте си го во Министерството за одбрана, решавајте го на друго место што го решавате преку Војната академија. Дали треба конкурс нешто за научни звања или научно-наставни звања или треба да има, не мора да има јавен оглас или мора да има јавен оглас. Мора да има јавен оглас. За овој случај јавен оглас или Јас не сум го видел, но според тоа не верувам дека се толку дека пропуштиле да направат таква груба грешка без јавен оглас. Мислам дека има јавен оглас. Затоа сега каде е објавен, како е објавен, јас не сум го видел. Пак морам тоа да го кажам, но знам дека денеска одеднаш дојде на дневен ред на наставно-научен совет дека треба човекот да се бира по завршена рецензија. Значи пак реков, не судам по тоа е сосема друго прашање за рецензијата да зборуваме и за елементите некој дали исполнува услови во наставно-научно звање да биде избран. Јас зборувам за академската чест, достоинство и етика. Значи не можам, јас затоа ви реков, јас сум универзитетски професор и сега, и кога ќе бидам на улица и кога ќе бидам на Војната академија и надвор, јас сум без разлика дали се занимавам со политика. Без разлика дали вие не ми одговарате политички, можеби, тоа не значи ништо. Јас немам право да ве навредувам. Немам право ни социјални мрежи да се однесувам вулгарно и да навредувам. Добро, нормално. Тоа е, јас зборувам за тој етички аспект на гледање на работите. Да.
И ние тука имаме многу очигледно пропусти, ама многу ме интересира како ќе се одвиваат работите понатаму. Добро. Андонов, реков дека зборувавме веднаш после нападот на американскиот напад врз нуклеарните постројки на Иран, имаше спротивставени ставови од САД дека им ја срушиле цела, им ја уништиле цела нуклеарна програма, од Иран имаше дека не им допреле ништо бидејќи претходно ги дислоцирале постројките. Како и да е, сега владее примирие. Колку верувате дека ова примирие ќе обстои таму, со оглед на фактот што Блискиот исток од секојаш важело за буре барут. Фали само една искра, па да се запали. Знаете како во последните две интервјуа по прашање на Иран, прашањата кои ги ставаме на маса се доста невозможни за прецизен одговор. Вие сами во вашето прашање кажавте дека на Блискиот исток и на Средниот исток, воопшто во тој дел, во Персискиот залив и во районот на Црвеното море, значи така, не можеме ние да предвидиме скоро ништо до кога ќе се случат некои работи или да се воспостави траен мир. Има понекогаш таму има чувство дека секоја од земјите гледа сама себе да се заштити, да се одржи што повеќе во мир. Примерот ви е Јордан, како функционира во последно време, примерот на Саудиска Арабија. Значи се трудат земјите сама за себе и секоја со својот интерес во тој дел. И сега примирие. Примирието е и мирот е важен да биде помеѓу Израел и Иран. Соединетите американски држави тука може да се вклучат во определен момент за нешто друго. Јас ви кажав и тогаш ми се чини дека го спомнав тоа во неделата. Може би не требаше Соединетите држави да се вклучат со нападот, но може би на Трамп му требаше за во хак на самитот на НАТО тоа, за некои други притисоци врз сојузниците, или може би за испитување на состојбите по однос на реакцијата на некои други. И јас и тогаш кажав, не очекувам ескалација, но еве добивме помош од Кина на Иран, за да може да со суперсонични ракети го действува врз Израел. Дали ги уништиле или не ги уништиле постројките, ние тоа никогаш нема да дознаеме. Така го почнавме разговорот во неделата и јас ви кажав прво нешто што страда вистината. За секогаш ќе биде и енигма, се разбира, да. Тоа тие си знаат. Тоа можеме да го видиме со тек на време кога ќе тргнат преговорите, со кои аргументи и како ќе излезат во однос на преговорите. И сега како понатаму ќе се развиват работите, јас мислам дека со оглед на претрпените штети, мислам дека ќе се водат и двете страни. И колку се подготвени да влезат во продолжени дејства и да трпат продолжени штети, бидејќи таму нема да имаме копнени дејства, таму ќе се заврши на воздушни и ракетни напади. Прашање е колку Иран ќе успее да ги искористи своите прокси организации, божем држави, како што е Хезболах, како што е Хамас, како што се Хутите. Сирија е падната, таму се турците присутни, во голем дел Турција е присутна таму. Значи колку ќе успеат тие организации како прокси да ги искористи за напад врз Израел, но мислам дека Израел успешно ќе се брани во тој дел. Така што не им останува на крајот, знаете како сепак не им останува ништо друго туку да седнат, да завршат со тоа. Се завршува со зелена маса што на Меѓународната агенција за атомска енергија под покровителство на Соединетите држави и Европа и останува да врши преговори со Иран и голема улога игра во секој случај самиот режим во Иран, бидејќи повеќето за малку само ќе ве прекинам, но пак во тој контекст го спомнавте режимот, бидејќи и повеќето анализи одат во насока на тоа дека ова е дел само од обидот да се сруши режимот во Иран кој што владее на 3 децении. Па не на 3, на 5 може би повеќе, од 79-та година е од паѓањето на Реза Пахлави, последниот ирански шах, владеат Исламската република е, нели? Тој режим е доста потрошен. Неговото уривање е резултат и на долго време владењето и на
не напредокот во таква смисла на Иран, и второ, историското искуство на Соединетите држави. Вие знаете, кога падна шахот 79-та година, веќе 80-та година имавме ние криза во Техеран со американската амбасада, која траеше 70 на дена. Така, имаше загинати американски дипломати. Па и заложници, мислам дека имаше. Да, многу заложници имаше, се нема да сетам во моментот колку бе. Така што сето тоа е едно искуство, и сепак Соединетите држави се држава со силна меморија и паметат што се случувало, така да нема тоа, не се заборава на таков тип режими, а да не зборуваме за човекови права и така натаму, така што низ тие преговори за нуклеарната програма ќе има притисок врз режимот. Дали ќе се урне, нема да се урне, само од себе да падне тешко внатре, или да се потикнат некои сили внатре, да речеме. Тоа е многу тешко во такви околности да се така. потикне. Мислам дека се обидува преку Мухамед Пахлави да го направат тоа, синот на Реза Пахлави, ама не успеа, така што ќе видиме како ќе се одвиваат се на се таму работите. Така. И окружувањето е многу битно, улогата ќе биде улогата и на Пакистан важна, и на Индија, значи целиот регион е доста конфузен и Кина апсолутно. Па знаете како Русија нема да има толкова влијание колку што ќе се обиде Кина да воспостави таму влијание, бидејќи Кина има големи влогови. Кина беше дури замолена од американскиот државен секретар Рубио, ако може, нели, заради Ормудскиот теснец да не биде затворен. Да, ма не, секако дека Кина и не ни сака да се затвори Ормудскиот теснец. Зошто? Затоа што тие купуваат од Иран мислам дека нешто над 2 милиони барели дневно нафта, така што Кина има вложено многу средства, многу договори има со Иран во тој дел. По прашањето за нафта се зборува и за некои 400 милиарди во прашање дека се. Знаете, тоа се пари, тоа се огромни суми, ни една држава не е спремна тоа да го изгуби. Така. Заврши самитот на НАТО. Дали беа очекувани заклучоците што беа врз основа и на некои ваши презнања? Претходно учествувавте на таа Глобсек меѓународна конференција, каде што прерасна на вистина во еден собир, како да кажам, во еден центар каде што се изнесуваат битни прашања од сферата на внатрешната политика и на одбраната. За тоа каде ќе се движи светот? Многу малку на самиот Глобсек се зборуваше за самитот во НАТО, за самитот на НАТО во Хаг. Главното лого на Глобсек беше моќта на Европа за донесување на самостојни нови одлуки, и беше концентрирано кон односот на Европа кон војната во Украина, и беше нешто опфатено односите на далечниот исток. Генерално, токму на вториот ден на Глобсек или третиот ден на Глобсек беше веќе кога се случи, кога започна војната Израел-Иран. Она што се очекуваше во однос на самитот во Хаг, отприлика за познавачите на состојбите во НАТО и одбранбените политики и така, беше очекувано дека ќе дојде до известни поместувања, и јас очекувам да го видам новиот концепт на НАТО, кој треба да има наслов од отпорност и одвраќање, што во самиот наслов отприлика можеме да насетиме кон што ќе се движи целата активност, и затоа беше очекувано дека ќе се оди на промена на вложувањата во НАТО, не во НАТО, тоа е за потребите на одбраната, државите членки на НАТО да вложуваат по 5% од бруто националниот доход. Тој елемент единствено што јас би имал забелешка во однос на вложувањата е сразмерот. Значи, да вложуваме 3,5% во задолжително купување на вооружување и војна опрема, само 1,5% во изградба на инфраструктура, за нас како мала земја е многу проблематично. Ако номинално гледате, ние би требале да издвоиме, да кажеме, од годинешниот буџет околу 300 милиони евра. Тоа за Америка веројатно се трилионски суми. Но Америка ќе купи од сопствените производители и борбени средства и вооружување. И неборбени средства. Ние, бидејќи немаме развиена војна индустрија,
во Македонија, барем за основните потреби кои ги имаме, ние ќе треба скоро се да набавиме од надвор. Значи, кај нас од 300 милиони... Не е потребна, но веројатно и неминовна модернизацијата. Ама, што мислите? Знаете како? Сега малку ме насочувате во една друга насока. Да. Јас кратко ќе одговорам, да. Модернизацијата е потребна и неминовна секогаш. Но таа модернизација мора да има континуитет и мора да има предвидливост. А таа предвидливост зависи токму од неколку елементи. Еден од тие елементи е стратешкиот концепт. Што сакаме ние со стратешкиот концепт да постигнеме? Тоа значи ние треба да имаме концепција за одбрана. Таа концепција за одбрана треба исклучително да биде врзана за нашите уставни позиции и членството во НАТО. Од тука ќе се врзаме и за концептот, одбранбениот концепт на НАТО. Потоа треба да се донесе нова стратегија за одбрана, која старата истечена пред година дена, нова нема. Исто е тоа прашање за Министерството за одбрана, зошто нема нова. По донесување на стратегијата за одбрана, треба да се донесе доктрината на вооружена борба, а за да донесете една доктрина на вооружена борба, треба да разберете што се случува во современото војување. Односно, во употребата на борбените единици, бидејќи имате разлика помеѓу војна и војување, има разлика. И вооружена борба. Тоа се различни термини и различни објаснувања треба за таа работа, односно различни постапки. Ако дојдеме во таа ситуација да ние можеме да утврдиме доктрина на вооружена борба и да утврдиме дали нам ни требаат и нови родови на војска, како што се дроновите, па тука се работи на промена на тактика на употреба на вооружените сили во борбени дејства. А се повеќе се вклучуваат дроновите? Дроновите се еден од клучните елементи во Украина, можеме да заклучиме. Не се работи тука само за дронови за стратешко дејствување. Вие во единици, пешадиски единици имате дронови вклучување кои како наблюдувачки и како борбени средства се употребуваат. А тука спаѓа и против дроновската заштита. Што имате едно средство за напад, мора да имате и заштита од истото тоа средство, што бара развој. И сега вие во една таква состојба треба да утврдите дали треба да ја промените формацијата и персонална и материјална на единиците. Ако тоа го направите и ја промените формацијата, тогаш можете да направите тоа што на времето Шекеринска се фалеше со некој стратешки документ, стратешки одбранбен преглед, тоа е документ оперативен на трето ниво. Тоа беше една од политичките измами за граѓаните, дека еве ние нешто работиме. Не. Стратешкиот одбранбен преглед е преглед токму за развојот на вооружувањето на армијата. И сега дојдов точно на она што ме прашавте, дали треба, да, ама еве го редоследот како се доаѓа до стратешкиот одбранбен преглед, кај што вие велите. Јас сакам да имам еден батальон, лесен пешадиски батальон. Тој лесен пешадиски батальон има по НАТО стандард какви задачи треба да извршува. Согласно тоа треба да имаме такви транспортни возила или оклопни транспортери, лесни, тешки, не знам какви, таков тип на лично вооружување, таков тип на колективно вооружување, таков тип на борбена подршка, таков тип на логистика. Значи сето тоа треба да склопи еден батальон од 1000 луѓе да има, да биде составен како што треба, да може да функционира. Сега доаѓаме до оној вториот дел. Тоа се тие 3,5%, да кажеме ако се тоа 300 милиони, од 300 милиони, 200 милиони ќе дадеме за набавка на средства. И тоа не се само средства за пешадиски артилериски единици, противвоздушни единици. Каде се средствата за логистика, каде се средствата за воздухопловни средства. Воздухопловните средства не се само хеликоптери, ви требаат хангари, ви треба послуга на земја која технички ги обслужува и ги подготвува за лет, и треба радарски станици и така натаму, значи многу елементи има тука кои не стигнахме ни да ги наброиме. И сега влегуваме во еден друг дел, што со останатото? Колку ние ќе вложиме во инфраструктура, колку ќе вложиме во кој тип на инфраструктура? Дали инфраструктурата ќе бидат железници за поврзување со партнерите од НАТО? Дали ќе бидат складови за логистички центри создавање, дали ќе биде наменска индустрија, кој тип на наменска индустрија, што ќе произведуваме? Дали бродови ќе правиме и авиони или ќе правиме чизми и униформа, и тоа е наменска индустрија, или ќе правиме заштитна опрема? Значи,
комплексна е таа работа и тука треба сериозно, стратешки да се размислува и да се донесе стратегијата за одбрана, но претходно треба да има концепција, концептот на НАТО, стратегијата за одбрана, да се утврдат доктрините на водење на вооружена борба, бидејќи мора да има нови доктрини на вооружена Новото борба. време бара и нов пристап, се разбира, па дури војната подразбира многу различни доктрини, една од нив е специфичната доктрина на вооружена борба, која бара длабоко размислување во современите технолошки развои кои наметнуваат и промена на употребата на единиците на терен. Така. Ајде повторно да ве прашам за Глобсек, бидејќи отидовме малку во одбраната. Прашањето е таму, на крајот од се е прашањето. Нас треба луѓето да ни преживеат во евентуален судир. И не само војниците, не само војниците кои изведуваат дејства, треба да преживее народот. Граѓаните мора да преживеат тоа во одбраната, има во стратегијата на одбрана, тоа е тоа е основното начело, заштита на биолошкиот минимум на население. Така. Професор, еве за Глобсек повторно да се навратиме, таму рековте дека акцентот повеќе бил ставен на европската, претпоставам, и градење на одбрана. Сега Европа планира да создаде своја одбрана, тоа нема да биде ни лесно, ни без пари, ќе биде многу скапо, гледаме по колку милиарди евра се издвојуваат или се најавуваат дека ќе се издвојат. Каде земјиве од југоисточна Европа или од Западен Балкан, популарно наречен, се во сите тие политики на Европската унија, особено процесот на проширување? Тој процес на проширување кон Европската унија има некои други елементи. Ова е прашање на Европското НАТО. Тоа има многу врска и со самитот во Хаг кој беше и она што го зборувавме пред малку по прашање на одбраната. Тоа е логиката и на стратешкото партнерство со Велика Британија, со Обединетото кралство. Тоа е нивна иницијатива пред се. Треба граѓаните да го знаат дека тоа не беше баш наша иницијатива, повеќе беше нивна иницијатива која долго време, целата мината година, односно во есента минатата година се подготвуваше и се насочуваше во таа насока и има многу врска со инфраструктурни проекти кои треба да се сработат и дај Боже да се реализираат. Значи за нас Еве имаме таа брза железница. За нас би било добро да се реализираат. Сега ќе видиме како и што, ама тука не зависи од британците. Тоа зависи од нашата влада и од нашата подготвеност да подготвиме соодветни проекти и дури тука Министерството за одбрана може да изигра клучна улога. Значи Министерството за одбрана да биде иницијатор на тие поврзувања во рамки на НАТО и од тие средства да употребиме во оние 5% што се бараат од нас во НАТО во рамките на инфраструктурата и да ја забрзаме инфраструктурата за да дојдеме во ситуација да можеме сами од себе да купуваме, така да кажем. Она што Европа го третираше на Глобсек беше политичкиот аспект на стабилноста на земјите. И тука не беше стриктно НАТО вклучено. Тука беше стриктно вклучени загрозувањата, ризиците и заканите врз Европа, посебно оние од Русија кои доаѓаат и влијанијата од Кина, како да се справи Европа и да донесе соодветни одлуки, без да се подпира на Соединетите Американски држави. Дали ќе има Европа таква способност? Да, јас сум убеден дека Европа ќе има таква способност. Тука има врска проширувањето на Европската унија како капацитет на Европа да не абсорбира, но исто така пред се има многу врска со тоа како се однесуваме ние самите во нашите држави, односно дали почитуваме закон, дали почитуваме правила на однесување, дали имаме корупција, криминал и дали сакаме да бидеме уредена европска држава. Тие се критериуми кои што се Ама тие критериуми не се само за Европска унија, тие критериуми се и за способност на отпорноста на државата, бидејќи отпорноста како елемент не е отпорност на војската. Ние почнавме со тоа дека офицерите и војниците и подофицерите треба да бидат подготвени да делуваат во секое време и на сите теренски услови, но ние како граѓани не мора да делуваме секаде, но мора да имаме отпорност. А нашата отпорност како граѓани е токму во борбата против дезинформации, во борбата дали ќе веруваме на тоа што некој ќе ни каже дека е тоа така, посебно по социјалните мрежи на YouTube и така натаму, ширење на лажни вести, и да бидеме цврсто определени кон тоа дека
во случај на војна состојба или било каков вид на загрозување да ги знаеме постапките. И кога зборуваме за тие постапки, отпорноста на граѓаните, таа не се гради сама од себе. Таа се гради со законски уредени нормативи кои што треба да работи, со правила и со извежбување на граѓаните. Вие се сеќавате дека некогаш имаше, го вика, сите во одбрана и заштита, нели, СВОС Така го беше, вика. точно, сега веќе тоа го нема. Ние од стекнато знаење влеговме во заборавање. А можам слободно пред граѓаните да кажам, не знаев дека ќе ја допреме оваа тема, ќе ја земе в книшката која ја чувам на работа, подарок од шведите. Значи, швеѓаните имаат 24-та година или 25-та почетокот издадено книгичка една која е упатство всушност за граѓаните како да се однесуваат во случај на војна и што треба да понесат со себе. Со сите звучни сигнали за тревога. А Шведска исто земја членка на НАТО. Да. Но Шведска сето тоа го купи на времето 70-те години од Југославија и само го да усоврши во состав на НАТО. И го осовремени технолошки. Така што ние имаме многу работа да се вратиме во тој дел. Тука е улогата и на Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, значи сето тоа гради една широка отпорност на државата. Така, А точно, таа отпорност заедно со армијата прави одвраќање. Така, и тука се препознава систем, дали се има или се нема. Точно, Сега не дај Боже да точно, во право сте во потполно. Или имаме систем или немаме систем. Или владаат закони или треба не. граѓаните прво да пристапат, кој дава команди, како дава команди и тоа. Не дај Боже прво да дојде до таква ситуација. Ама ние велиме не дај Боже за многу работи. За многу работи, па се нели случува имаше за некои жал. смешни изјави од премиерот по прашање на превенција од пожари, ама се случуваат. Да. И пожари се Па, еве, ги имаме случуваат, и неколку земјотреси, 60 не дај пожари Боже. последно водено ноќе. Ете, Тоа за се кажува. недостасуваат Дирекција за крави заштита и и спасување. овци да пасат стока, недостасува тоа за премиерот пасење, не е премиерот така не кажа. советуваше, Да, веројатно нема доволно ќе треба да животни. вложат субвенции во земјоделието, да го потикнат населението, да секој купиме по некоја крава, вака, да се троши тревата. Да. Малку Добро, да се професоре, пошегуваме така. на Да. негова сметка. Така. Помина времето за денешното издание на емисијата. Благодарам што ве Ви повторно се благодарам на навративме на поканата. овие теми. Треба да ги разговараме, бидејќи Македонија не е изолиран остров. Пак ќе речам, сето што се случува надвор, потоа се реперкуира и Она овде што можеме за да го нас, да. забележиме ние од самите во Хаг е враќање кон милитаризацијата. Точно, Сакале се ние да милитаризира признаеме или не светот, сакале. точно, тоа е Тоа да. значи дека и населението За жал. треба да се подготвува, бидејќи јас во неколку наврати реков, сериозните држави во НАТО, посебно европските држави, сериозно ја сваќаат заканата од Русија. И да не си играме со таа работа. Во евентуален судир помеѓу НАТО и Русија, не дека очекувам нуклеарен судир и да дојде до нешто, ние сме многу близу и ќе бидеме стратешка заднина Но факт на е НАТО. тоа што велите дека се милитаризира светот, тоа и навистина вака и светски мислам луѓе што работат во тие think tank организации исто тоа го смисла дека лошо е вика што светот не размислува и не разработува стратегии за мир, туку разработува кој како повеќе да се милитаризира и да се наоружи. За жал, Веројатно мислам, историското тоа е. искуство ни кажува дека тоа се циклуси на После случување. 80 години Втората светска Еден војна. период таму од 90-тите години од распаѓањето на Советскиот сојуз се соочивме со еден друг вид на закани, па вежбавме мировни операции, дејства против неформални групи, хибридни некои закани во смисол на групи, овој милитантни и така, кај што повеќе полициски модел на делување имаше. Сега гледам дека очигледно ќе мора да се вратиме на сериозна разработка на употреба на борбени единици, а тоа значи загрозување за населението и заштита на населението. Така. Ќе ги разговараме ние и понатаму Да, овие секако, теми, секогаш. ќе ја држиме актуелноста, чисто да држиме чекор, ако може да се каже, со сето она што се случува надвор од границите на Македонија. Благодарам уште Благодарам еднаш, за поканата. професор Андонов, и благодарност за вниманието на нашите почитувани гледачи. Довидување.